Денеска сум во јавното обвинителство како оштетена страна. Еден од луѓето кои што беа директно под напад и насилство на толпа народ, посебно издвоена група која што имаше намера да направи убиство, и тоа беше очигледно со добар план и умисла. Дадов исказ пред јавниот обвинител, буквално ги кажав сите детали кои што според мене ги држам во мојата меморија, со овие повеќе од 2,5 часа тероризирање кое што се случи во прес-салата во собранието и сите мои согледувања како впечаток од самите причини до завршувањето на самиот настан. Верувам дека целото тоа ќе помогне во истрагата на државното јавно обвинителство. Очекувате ли дека обвинителот во однос на вашите повреди и она што го поминавте во собранието ќе покрене обвинение или постапка за посериозно кривично дело, како што и вие велите, обид за убиство? Оставам професионалците да го утврдат тоа. Јас го кажувам мојот впечаток со сите детали, како тоа беше организирано, како беше осмислено, како беше оркестрирано, диригирано и како во суштина експликацијата на действијата се случуваше. Мавањето со сталактите на вашите камери, мавањето со сите овие железни предмети кои што беа од столиците, од масите, дрвените предмети, фрлањето на гајтаните од самите камери и кои што беа таму присутни во салата со цел да бидеме фатени за врат, за екстремитети веројатно извлечени или удавени или слично. Сето тоа го кажуваме со зборови. Стручните луѓе и обвинителството се тие кои што треба да му дадат квалификација на делото. Едно знам. Собранието има 5 влеза. Тоа е главниот влезот кон домот на армијата, влезот кон бившото Министерство за надворешни работи, гаражата и влезот кој што е према зградите. Толпата насрна од сите страни на собранието. Ниту еден од останатите 4 влеза не беше отворен, иако имаше полицајци кои што беа пробиени од толпата, народот дојде до вратите, но не можеше да ги отвори вратите, од проста причина што протоколот на обезбедувањето на собраниските врати преку челичните шипки се ја заврши работата. Таму тие челични шипки не беа тргнати. Беа тргнати единствено челичните шипки или профили од главниот влез или главните влезни врати на собранието, кои што очигледно, веројатно, 100% беа тргнати за жал од мои колеги пратеници и знам дека немаше да се случи ни Н од насилство ако моите колеги пратеници не го направија тоа, односно не ги на добро осмислен начин, преку телефонски разговори, договарајќи го со некого тоа целосно, 6 мина, кои што јас имав прилика да ги видам, учествуваа во тргнувањето на челичните профили, па дури и нивно бутање со нога, за да масата не се сопне, кога ќе влезе, прво на едната врата, па на другата врата, па им покажувајќи многу прецизно кој е најблискиот пат да се стигне до прес-салата, тоа е покрај пленумот, овде во холот каде што одмарат пратениците во кратките паузи, директно до скалите кои што водат до холот на прес-салата. Тоа е очигледно умисла план кој што некој го направил однапред, и на крајот спонтано влегување со фантомски маски е далеко од здравиот разум, од спонтаност. Тоа е организирано со план и верувам дека секој треба да си понесе одговорност што учествувал во таквиот настан. Извинете, само едно појаснување. 6 мина, мислите 6 мина пратеници? Од ВМРО? 6 мина пратеници од ВМРО учествувале директно во организирањето на отварањето вратите. Двајца дигнале профилите метални и останатиот дел до 6 мина дадоа директни патокази како да се оди до прес-салата каде што беа мнозинството, пратениците од мнозинството парламентарно. Верувам дека тоа во постапката ќе биде утврдено, постојат докази, јас го зборувам ова на основа на докази, јасно видливи, воочливи и не знам едноставно како ќе можат и тие мои колеги пратеници да не видат нас во очи, како и ние ќе ги видиме. Господи ни е на помош, знам дека мораме да продолжиме да работиме во интерес на граѓаните. Парламентот постои, тоа е конституиран и треба да делува во правец на очекувањата на граѓаните на Република Македонија.